Добар ден, дневник на К3. Иако беше најавено дека отварањето ќе се случи на 5 јуни, кумановци во новиот базен ќе може да се искапа дури на средината на следниот месец. Ова е уште едно од низата одложувања на капиталниот проект кој што се гради веќе половина деценија. Жешкото време и летото се на прагот, а температурите полека се искачуваат. Како и да е, кумановци ќе мора да се стрпат и да почекаат уште малку за разладување во новиот градски базен, кој што при последниот увид во работите на терен градоначалникот Зоран Дамјановски вети дека ќе биде отворен на 5 јуни. Мина и овој рок, а првиот човек на општината овој пат најави дека во затворениот и отворениот базен граѓаните на Куманово ќе можат да уживаат од средината на јули. Јас сакам отворањето да го спојам во едно. Затворениот и отворениот базен да го пуштаме, да не правиме сепарирано, сега ќе отвараме затворениот па отворениот. Нашите надежи и желби се успели дека негде измеѓу 10 и 15 јули ќе биде пуштен отворениот базен. Јули. Значи, тоа ни е зацрта рок со изведувачот. Ова е уште едно од низата одложувања на капиталниот проект кој што се гради веќе половина деценија. Дамјановски најавува дека предвидена е изградба на придружни објекти, тобогани, ресторански дел со облекувални. Затворениот базен ќе располага со површина од околу 6000 квадратни метри, додека летниот базен зафаќа 550 квадратни метри со 200 места предвидени за посетителите. Вкупната сума на инвестицијата со дополнување на техничките решенија кои беа во текот на градбата е нешто под 200 милиони денари, додава Дамјановски. Иначе затворениот е комплетно, пуштена е техничка проверка, први тестови на машинскиот дел, наполнете сите дефекти околу прочистување на води, така натаму тие такви примарни тестови се направени. Меѓутоа, на нас ние главниот концепт го направиме да идеме на отварање сега, да иде затворениот, па после отворениот. Мислам дека би било и поубаво со партијно решение. Членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН претходно неколку пати во бањарки со гуми за пливање, очила за вода и топки во дупките на кумановските улици полни со вода се пошегуваа со локалната власт, покажувајќи дека наводно се капат во неизградениот градски базен. Целта, како што велат, е да го потсетат градоначалникот на даденото ветување дека базенот ќе биде пуштен во употреба на есен 2013 година, а се уште не е изграден. Даниел Кајмаковски ги израдува Александар и Мартина Додевски од Куманово со својата посета на која што лично им ги врачи средствата од победата на музичкото шоу "Твоето лице звучи познато". Рече пресреќен што има можност да помогне и да придонесе за опоравување на двете прекрасни дечиња, чија што самохрана мајка води битка со нивната болест. Насмевки помешани со солзи, радосници, но и солзи говорници за сочувство и емпатија со вистината. Болеста на двете дечиња Александар и Мартина од кумановската населба Иго Тричковиќ беа неминувен дел од средбата на познатиот пејач Даниел Кајмаковски со семејството Додевски. Како што вети, паричната награда освоена со победата на музичкото шоу "Твоето лице звучи познато" во висина од 25.000 евра, Кајмаковски ја донираше за лекување на 7-годишниот Александар и неговата 10-годишна сестричка Мартина, кои боледуваат од цироза на црниот дроб, поради што е потребна трансплантација која чини околу 100.000 евра. Кога прочитав за ова семејство, знаев дека тука ќе ги донирам парите, но сепак беше тоа тешко и на некој начин тежок пат да се дојде до таа одлука, бидејќи поминуваш многу случаи каде што едноставно се сочуваш со вистината дека на многу луѓе им треба поддршка, но одлуката ја донесе моето срце или Господ така сакал. Мајката на дечињата, која веќе 3 години е самохран родител, рече дека е премногу благодарна за овој хуман гест на Кајмаковски, со надеж дека многумина ќе го следат неговиот пример. Благодарност до Даниел Кајмаковски за хуманоста, што сакаше баш да ги донира парите на моите дечиња. Јас како мајка, како родител, сакам децата да се излекуваат, да бидат среќни како другите дечиња. Александар, како што кажа, сака да игра фудбал. Мартина тоа што ќе посака во животот да го постигне и јас да ги гледам среќни и насмејани моите дечиња.
Благодарна што Кајмаковски ја врати вербата во нивните срца дека надеж постои, Јасмина додаде дека борбата продолжува. Донатор на Црн дроб е пронајде. Се вршат испитувања и во текот на наредната недела ќе се прават дополнителни испитувања за погодноста на клетките. Контактиравме се фондот, фондот ни кажа дека ќе ни помогне, но како што се уште не сме запознаени бидејќи очекуваат целата документација да биде доставена до фондот. Семејството Додевски брои 4 члена, 3 малолетни дечиња кои самохраната мајка Јасмина Додевска ги издржува со 13.000 динари социјална помош што ја добива по основ на додаток за децата. Болеста на Александар е откриена пред неполна година. Од истата болест која е генетски предизвикана боледува и Мартина, неговата сестричка, но кај Александар состојбата многу побрзо се влошува, за што е потребна итна трансплантација која ќе се изврши во Турција и чини околу 100.000 евра. Придонесот на Кајмаковски е значителен, но цело е кога има се. Уште еднаш да ги повикам сите македонци, сите луѓе да ми се приклучат во оваа, придружат во оваа акција и едноставно да покажат своја хумана страна, бидејќи заедно сме многу посилни. Се очекува да биде отворен и број за донации кои ќе ја надополнат сумата потребна за излез од агонијата на Додевски, која Кајмаковски за миг успеа да ја оттргне, цртајки насмевки на лицата на дечињата. Почнувајќи од денеска па до 11 јуни ќе се спроведува екстерното проверување на постигнувањата на учениците за учебната 2015-2016 година во јунската сесија. Учениците се тестираат по 2 предмета кои ги дознаваат 3 дена пред полагањето. Почнувајќи од денеска па до 11 јуни ќе се спроведува екстерното проверување на постигнувањето на учениците за учебната 2015-2016 година во јунската сесија. Според Државниот испитен центар опфатени ќе бидат 178.648 ученици од основните и средните училишта, кои ќе бидат тестирани по 1972 предмети. Државниот испитен центар претходно го објави базенот со прашања по сите предмети. Учениците се тестираат по 2 предмети кои ги дознаваат 3 дена пред полагањето, така што на учениците што ќе бидат тестирани денеска, предметите им беа соопштени во петокот попладне. Поради уписите во средното училиште 28 и 29 јуни, резултатите од екстерното тестирање најпрво ќе бидат објавени за 9 оделенците на 13 јуни, а за сите останати ученици на 17 јуни. Тргна екстерното тестирање за основците и за средношколците од македонските училишта. Знаењата ги проверуваат и учениците од македонскиот североисток. Во општинските училишта во Куманово без проблеми тргна и се одвиваше екстерното тестирање на учениците од 4 до 9 оделение и на средношколците од 1 до 3 година. Тестирањето во првиот ден помина без никакви проблеми, во него беа опфатени ученици од 16 основни како и од 5 средни училишта од општината, стручните Перо Наков, Наце Боѓони и Киро Бурнас, како и гимназиите Гоце Делчев и Сами Фрашери. Во средното економско училиште Перо Наков, учениците од 1 до 3 година ги проверуваа знаењата во 3 последовни термини. Денеска полагаат 382 ученика на македонски наставен јазик и 390 на албански наставен јазик. Учениците се воедно така неитрпени и неизвестност во однос на екстерното, нели што е нормално да се очекува како реакција од нивна страна. Од друга страна се надевам искрено дека ќе ги оправдаат оценките што нивните предметни наставници им ги дале, затоа што само на тој начин екстерното фактички ќе добие она смисла која што во суштина и треба да ја има. Со тестирањето се опфатени сите стручни и општеобразовните предмети, а секој ученик се тестира по 2 предмета. Како помина полагањето? Имаше ли технички проблеми? Технички проблеми немаше, полагањето се одвиваше добро. Ти како си задоволна? Па, задоволна сум, мислам дека повеќето одговори се ми точни. Сите што беа ставени може да се видат, беа истите. Кој предмет ти преостанува да полагаш? Вторострански јазик и италијански. Тешко ли беше? Како си задоволна? Не, задоволна сум, би требало да има добра оценка. Се подготуваше многу за ова полагање или? Па ги прочитав прашањата, прочитав малку од книгата и така. Не беше тешко. Се подготуваше многу за полагање? Па не, малку повторим. Добро, од она што го учите во текот на годината, мислиш дека е доволно да се помине да со добра оценка, само да се освежат знаењата? Па, многу да се учи? Зависи како се учи според целу година. Кој предмет полагаш и ти? За познавање на стоки.
Екстерното тестирање во средните училишта е наменето за учениците од 1 до 3 година, додека матурантите го завршиле тестирањето на крајот од првото полугодие. Иако имаше страф и меѓу основците дека прашањата ќе бидат тешки, нивните коментари по тестирањето беа дека тестовите биле многу лесни. Кој предмет полагаше? Природни науки. И кажи ми сега, тешко ли беше? Не, многу лесно. Некои технички проблеми дали имаш или на брзина заврши? На брзина. Што полагаше ти? Англиски. Тешко ли екстерно? Не, ама имаше нејасни прашањето многу. Ти што полагаше? Македонски. И тешко ли екстерно? Не, многу е лесно. Имаше ли тешки прашања? Па не баш. Не беше толку тешко. Имаше многу лесни прашања, но имаше и некои збунувачки. Добро, ти одговори ли на се? Да, на се одговори. Имаше кој предмет полагаше? Математика. И тешко ли беше математика? Не, многу лесно. А уште што треба да полагаш? Англиски јазик. Иако голем број на ученици и наставници изразуваа незадоволство кон екстерното тестирање од училиштата во кои бевме, посочуваат дека немале проблеми. Упатствата за динамиката и распоредот на тестирањето училиштата ја следат од државниот испитен центар, а оценката од екстерното тестирање влегува во општиот успех на ученикот. Нормално се одвива екстерната проверка на знаењата на учениците во средното општинско училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка. Учениците се присутни, целиот наставен кадар е ангажиран и нема проблеми, изјави директорот на гимназијата Миле Милковски. Екстерното тестирање во Кривопаланичкото средно општинско училиште Ѓорче Петров мина во одличен ред. Средношколците од 1, 2 и 3 година денеска екстерно беа тестирани по еден предмет, а во петок им предстои уште еден. Учениците се присутни, целиот наставен кадар е ангажиран и нема проблеми со техниката, изјави директорот на гимназијата Миле Милковски. Може само да кажем дека денеска полагат учениците од прва, втора, трета екстерна проверка и може да речем дека работите се одвијат најнормално. Тука техниката не затавува, понатаму целиот колектив е ангажиран и се разбира дека и учениците исто така се присутни, тоа значи дека најнормално се одвива екстерната проверка на учениците. Инаку исто така и матурата тече најнормално, односно во четврток на 9 учениците ќе полагат математика и јас се надам дека и овој ден, како што беше преходниот ден во сабота, помина нормално, така и овој ден исто така ќе се одвива нормално и се разбира дека се очекуваме дека ќе имаме солидни резултати. Учениците не се жалат од прашањата и воопшто од целиот процес. Полагав биологија екстерно, беше прилично лесно, сега ќе полагам физика. Термините се за 7 и за 10 и за целата гимназија. Дали долго време се подготвуваше за екстерното? Па за викендот и вчера малку. Доколку континуирано се учи, прашањата се прилично лесни и околу половина час се решава. Полагав македонски јазик, во петок полагам хемија. Дали се тешки прашања? Па не се толку тешки. Време се Па 2 часа некаде. Учениците од завршните години, односно од 3 и 4 година, вкупно 123, изминатата сабота полагаа државна матура по предметот македонски јазик, додека во четврток им предстои полагањето по математика. Од оваа учебна година преостануваат уште неколку дена, а резултатите од екстерната проверка на знаењата и државната матура ќе им бидат соопштени кон средината на месец јули. Традиционално детската градинка Ангел Шајче периодов одржува забави и доделува дипломи за мини матурантите од Куманово. Прослава за 30 на идни првачиња се одржа во објектот Синоличка. Највозрастната група или така наречените мини матуранти од градинката Синоличка при установата Ангел Шајче организираа забава. Со торта, балони, дипломи и представа за посетителите, мини матурантите отворија ново поглавје во својот живот, а од септември ќе го започнат образованието. Ајде кажи ми, како се викаш ти? Марко. Марко, што си ти денеска? Мини матурант. И како е да се биде матурант? Добро. Добро е, убаво е, подготвен си за прво оделение? Да. Знаеш да пишуваш, да читаш? Да. И како, ти се оди во училиште? Да. А тортата убава е? Да. И како е, убаво е да се биде мини матурантка? Да. Ќе одиш следната година во кој оделение? Во прво.
И ти се оди на училиште тебе или не? Оди ми се учи. Мислиш дека ќе биде интересно? Да, А ќе ти недостига ли градинката? да. Теодора. Теодора, и ти си денеска мини матурант, така? Да. Што имаше, што подготвивте за родителите? Подготвихме торта. Друго, игравте нешто? Да, игравме за мини матуранти. Кој ви беше гостин? Мики. Мики Маус? Да. А дрво засадивте? Да. Јас се викам Борис. Борис, ти кој Да. оделение ќе биде следната година? Прво. А сега денеска што си? Мини матурант. И убаво ли е да се Да. биде мини матурант? А за прво оделение спремен си? Да. Јас се викам Душана. Душана, што си денеска ти? Мини матурант. А на училиште ти се оди тебе? Кој оделение ќе бидеш прво, така? Прво. И подготвена ли си за да одиш на училиште? Да. Секоја генерација запаметена и остава печат со своите солзи, смеа и другарството, велат од градинката. Символично мини матурантите заедно со нивните воспитувачки посадија и дрво кое што ќе биде спомен за нив и ќе им прави сенка на идните генерации. Традиционално секоја година подготвуваме мини забава за нашите мини матурантчиња по повод испраќање во прво оделение. Значи, оваа година од градинката Синоличка купно 34 мини матурантчиња ги испративме во прво оделение со доделување на дипломи и секогаш да се сеќаваат како спомен да се сеќаваат кога се биле во градинка. Идните првачиња импресионираа со јавниот настап благодарение на трудот и енергијата вложени од вработените во установата, а задоволството не го крија и наставниците, кои ја креира основата на уште една нова генерација. Секторот за внатрешни работи поднесе кривична пријава против СИ од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела недозволена трговија, даночно затајување и пустошење шуми, информираат од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Секторот за внатрешни работи од Куманово поднесе кривична пријава против СИ-45 од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, недозволена трговија, даночно затајување и пустошење шуми, информираат од Министерството за внатрешни работи. Имено во период од 2.12.2014 до 6.2.2015 година пријавениот спротивно на одобренијата за сеча издадени од јавното претпријатие Македонски шуми, подружница на шумско стопанство Куманово, извршил незаконска сеча на вкупно 276 метри кубни повеќе од дозволеното на штета на шумскиот фонд во висина од 1.134.000 денари. Исто така пријавениот без да поседува решение за промет на огревно дрво од лице од Скопје сопственик на шума извршил откуп на огревно дрво во вкупна количина од 483 метри кубни по цена од 900 денари за метар кубен, а потоа противправно ја продал на повеќе физички и правни лица за износ од 4600 денари по метар кубен, стегнувајќи се со противправна имотна корист од 2.532.300 денари. На овој начин пријавениот одбегнал да плати даночни обврски на штета на буџетот на Република Македонија во износ од 534.000 денари. Напуштен објект на поранешниот хотел Куба вчера бил зафатен од пламени јазици околу 18 часот и 25 минути, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Причините за избувнување на огнот се уште не се познати. Напуштен објект на поранешниот хотел Куба вчера бил зафатен во пламени јазици околу 18 часот и 25 минути, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. На локалитетот Стара Бања, каде се лоцирани рушевините, веднаш се упатиле припадниците на територијалната противпожарна единица со едно возило и 5 мина пожарникари и во 19 часот и 35 минути го ликвидирале огнот. Причините за избувнувањето на огнот, како и вистината за настанатата материјална штета за сега се непознати. Во Љубљана, Република Словенија, денеска се одржа меѓународна конференција посветена на договорот за сукцесија на СФРЈ 15 години подоцна. Конференцијата ја организира Словеничкото министерство за надворешни работи, парламентот и високата представничка за наследство на Република Словенија.
На конференцијата на покана на Полак Петрич учествуваа представници за наследство на Македонија, Босна Херцеговина, Хрватска и на Србија. Тие одржаа билатерални состаноци на маргините на меѓународната конференција и расправаа за методите на работа и за координација на идните активности со цел да се забрза процесот на спроведување на одредбите од договорот. На меѓународната конференција словенечките и меѓународните стручњаци расправаа за историските, правните и актуелните политички погледи на договорот, неговото спроведување и реализираните резултати. Тие ги представија и своите погледи на 10-годишните преговори кои се водеа до подпишувањето на договорот, како и на 15-годишниот период од подпишувањето до денес и назначењето на договорот за иднината. Се смета дека целосната имплементација на договорот е темел за стабилни, долгорочни и пријателски односи меѓу државите наследнички. Државите наследнички на распаднатата СФРЈ, Босна Херцеговина, Хрватска, Македонија, Словенија и Сојузна република Југославија на 29 јуни 2001 година во Виенската палата Хофбург го подпишаа договорот за прашањата околу наследството на СФРЈ. Политичкото значење на договорот е неспорно, бидејќи го потврдува распаѓањето на СФРЈ и ја признава еднаквоста на 5 држави наследнички. Договорот е единствен мултилатерален правен акт склучен помеѓу сите држави наследнички, кој ги уредува нерешените содржински и правни прашања поврзани со распадот на Југославија, а кој некои дури го именуваат и за мировен договор. Најмалку 11 лица загинаа, меѓу кои 7 полицајци, а 36 се повредени во бомбашкиот напад на полициско возило во центарот на Истанбул. Унгарија нема да ги прими одбиените баратели на азил. Најмалку 5 лица загинаа и 2 се потешко повредени во пожар кој избувна во зграда во центарот на Сан-Дени крај Париз. Најмалку 11 лица загинаа, меѓу кои 7 полицајци, а 36 се повредени во бомбашки напад на полициско возило во центарот на Истанбул, соопшти денеска истанбулскиот гувернер Васип Сахин. Според него во нападот загинале и 4 цивили, а меѓу повредените 3 лица се во критична здравствена состојба. Турските медиуми претходно соопштија дека цел на нападот бил автобус кој превезувал полицајци. Нападот се случил во централниот истанбулски кварт во утринските часови за време на неголемиот метеж и тоа во близината на историскиот кварт на градот. Засега никој не е презеде одговорноста за нападот. Унгарија не сака да ги прифати барателите на азил, за кои според Даблинскиот договор би требала да биде надлежна, најави денеска портпаролот на унгарската влада Золтан Ковач. Со тоа Унгарија ќе ги расипе плановите на Виена, случаите кои потпаѓаат по договорот Даблин да бидат вратени во соседните земји. Ставот на унгарската влада Ковач го објасни со однесувањето на Австрија и Германија во текот на минатото лето и есен. Тој вели дека тогаш Австрија со конвој ги префрлала бегалците од Унгарија, а Германија со својата најава дека сите ќе ги прими им испратила покана на бегалците. Ковач нагласи дека поради тоа Унгарија не се чувствува надлежна за бегалците кои преку Унгарија влегле во Австрија. Најмалку 5 лица загинаа и 2 се потешко повредени во пожар кој избувна во зграда во центарот на Сан-Дени крај Париз. Покрај двете потешко повредени лица има и уште 7 други полесно повредени, од кои 3 се пожарникари. 5 жртви беа пронајдени во жариштето на пожарот, откако тој беше изгаснат. Зградата беше висока 4 катови и падот на 4-тиот за време на пожарот се урнал врз 3-тиот. Пожарот избувнал околу 19 часот и 30 минути и тој бил ставен под контрола околу 22 часот и 30 минути. Причините за пожарот не се познати. Карате клубот Куманово 75 продолжува со извонредни резултати во оваа сезона. На силниот меѓународен турнир во Врање членовите освоија 15 медали и најавија до крајот на сезоната уште поголеми успеси. Карате клубот Куманово 75 не застанува со одлични резултати. Во изминатите 40 години членовите освојуваа многу медали, било да се на домашната или на меѓународната сцена. Во оваа година успесите продолжија, овој пат на силниот турнир во Врање. Најмладите членови импресионираа со своите настапи. Кога завршува школската година, така и завршува нашиот клуб. За ова година ќе правиме пауза. Продолжуваме во септември.
кога децата се надам дека се одморат, ќе додат спремни. Во септември значи има уписи, траат месец-два, ги очекуваме сите, значи нови деца да дојдат кај нас, да се запишат кои се спремни. Исто така ќе земеме учество и на други надпревари. Исто како што во Македонија, така надолу Македонија, во Србија, Бугарија, како и до сега, така и натаму. Јас сум Магдалена Ѓорѓевиќ. Нашиот клуб Куманово 75 зема учество на 18-тиот интернационален карате турнир Врање Опен, каде што учествува 35 екипи, каде учество зема деца, односно надпреварувачи од Србија, Македонија, Бугарија и Косово. Ние бевме во силна конкуренција. Наши надпреварувачи имавме 20, каде што земавме 15 медали, 7 прво место, второ место 2 медали и трето место 6. Се викам Богдан Симоновски, бев на карате турнир во Врање, таму се надпреварував и освоив второ место сребрена медалја со ката. Јас сум Тодора Арсовска, бев во турнир на карате турнир во Врање, бев во добро издание, ја победив надпреварувачката од Ниш, добив златна медала. Јас сум Никола Велковски, на турнир во Врање бев, освоив бронза медалја, го победив тоа дете од Врање клуб. Јас сум Марко Тасиќ и учествував на интернационален турнир во Врање Опен 2016. Детето што се такмичев со него за бронзена медала во Власодинце, сега се такмичев во финале со него и јас го победив него. Тренерите во клубот пред нашата камера рекоа успесите се обврска да се продолжи во исто темпо и во наредните години. Ракометната федерација на Македонија ги одреди цените за бараш мечот меѓу сениорите и Чешка, кој на 15 јуни со почеток од 20 часот ќе се одигра во спортскиот центар Борис Трајковски, Скопје. Во среда почнува продажбата на влезниците за бараж над преварот за светското првенство 2017 помеѓу репрезентациите на Македонија и Чешка. Продажбата на влезниците започнува од 12 часот и билетите ќе можат да се најдат во сите продажни места по цена од 100 и 200 денари. Ова средба ќе представува реванш во овој бараж, бидејќи македонските репрезентативци претходно ќе се соочат со Чешка на 11 јуни во Злин. Победникот од овој двомеч ќе се пласира на светското првенство, кој што ќе се одржи во Франција 2017 година. Навивачите на Атлетико Мадрид ќе може да здивнат, откако творецот на успесите тренерот Симеоне реши и понатаму да го води тимот. Робусниот напаѓач на Евертон има повеќе понуди од познатите европски екипи. Навивачите на Атлетико Мадрид може да здивнат на спекулациите околу заминувањето на Диего Симеоне од клупата на јорганџиите, откако претседателот на клубот Енрике Серес потврди дека Симеоне ќе остане во тимот и во наредниот период. Атлетико Мадрид досега одби околу 400 милиони евра за четворицата најдобри играчи Јан Облак, Диего Годин, Антуан Гризман и Саул Нигес и така го обезбеди останувањето на Симеоне во клубот. Навивачите можат мирно да спијат затоа што неговиот договор има важност уште 4 години, истакнал Серезо. Атлетико Мадрид оваа година беше поразен од Реал во финалето од Лигата на шампионите после изведувањето на пеналите. Во секој случај, и следната година Атлетико Мадрид ќе има силна екипа која ќе се обиде конечно да ја освои Лигата на шампионите. Напаѓачот на Евертон Ромел Лукаку се наоѓа на чекордот трансфер во Јувентус. Тоа лично го призна напаѓачот на Евертон, кој неодамна изјави дека има желба да игра во Лигата на шампиони. Покрај Јувентус огромен интерес за Лукаку покажуваат и Пари Сен-Жермен, како и неговиот поранешен клуб Челси. Голгетерот на Евертон веќе со години еден од најдобрите стрелци во премиер лигата, а покрај настапите во Евертон, Челси го праќаше на позајмици во Вест Бромвич Албион. Се спекулира дека евентуалниот трансфер на Лукаку во Јувентус би изнесувал околу 40 милиони евра. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност. Попладне изолирана појава на нестабилна облачност со краткотраен пораен дожд и грмежи.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.